Овие стрмни скали му го променија животот на 58-годишниот Здравко од Берово. Виновен ли е за паѓањето по нив и тешката повреда на главата на неговиот прв братучет Венко, или судиите од кочани и штипки испратат невин човек во затвор? По 7 години докажување на вистината, 2 ослободителни пресуди, Здравко е прогласен за виновен и осуден на 5,5 години затвор поради обид за убиство. Од долгиот пат на правдата, која останала слепа за него, се разболел, преживеал инфаркт. Денес соочен со безизлезноста, откако се обратил до сите институции, пред камерите јавно тврди: не сум виновен. Не сам направил на никој ништо во живото. Тоа што е паднал, он се паднал лично, сам се утепатувал по скарите, бидејќи беше пијан. И не сам ли излазил јас од собата и ме турија мене да сам јас убиец. Јас сам прво испоценен пред мојата фамилија и например не мога да се осетам слобода. Јас сам како да сам пропаднал у земја. За 2 месеци треба да ја одлежува казната, па затоа лично му се обраќа на претседателот Иванов, тој да помогне правдата да излезе на виделина. Бидејќи јас немам направено никакво дејство да се ослободам, да се види вистинската состојба. Во домот на неговиот постар брат не пречекаа сите живи сведоци. Сите во еден глас објаснуваат исто: Здравко не ни излегол таа кобна вечер да го испрати братучетот Венко, кој бил пијан и агресивен, но затоа пак се сомневаат во работата на судиите. Потврдуваат дека Венко му се заканувал на Здравко поради нерасчистен имот. Од нашите изјави во пресудите нема 20% што сме ни дали изјават. Тие лажните свидоци и верува, нас не верува. Јас го испратив никој друг, не, јас сум едино очевидец на случајот. Јас сум се ковнал и во суд, и пред Бога, и во фамилија, и во име на сите свидоци. Значи, ако во колку јазе, не ја кажувам вистината да даде Господ, ни еден да нема ни деца, ни пород. Вечерта на Митровден 2003 на скалите во дворот на братот на Здравко паднал братучетот Венко и се здобил со тешки повреди на главата. Полицијата не врши истрага, бидејќи тогаш се работел за несреќен случај. Повредениот Венко ја започнува судската голгота за Здравко дури по неполни 3 години, а лани судиите го прогласуваат за виновен, откако судска медицина излезе со тврдење дека повредите на главата настанале од удар со тврд предмет, а не од паѓањето по скалите. Правдата осудениот Здравко сега ќе ја бара во Страсбур.